Благодарам, председателе. Почитуван колега Снопче, Еразмо Роттердамски ја напиша рапсодија на глупоста. А вие денеска покажавте колку лесно и колку брзо може да се изрелативизира една волку суштинска и битна работа како што е изборот на државен јавен обвинител. А може би вие немате верба во македонската држава. И јас можам да ве разберам. Го да имате чувството. Мислите дека се е како на пазар. Сега сме тука, утре сме онаму, едни доаѓа, други одат, купи, продај, ден за ден. Но за разлика од вас, затоа и се јавив на реплика, јас верувам дека со изборот на новиот јавен обвинител ќе се направи една видна разлика. Направивте паралела со специјалното јавно обвинителство, моја омилена тема. Доказ како се уништува македонската држава од внатре. Пара институција без никаква функција, освен блокбастерски или холивудски, да создаде сензација која ќе го истапка патот да се направат некои други геополитички промени кои требало да се случат. Начинот на кој што одредени ситуации и одредени, како да ви кажам, јас разбирам болката на Социјалдемократскиот сојуз. Ја разбирам и фрустрацијата на Демократската унија за интеграција. Значи, 7 години не испорачаа ништо освен терор, страф и разорување на државата. Но да ми кажете дека во оваа ситуација почетна не може да најдете сила и да дадете шанса или барем да ме убедите во спротивното. Денеска тема е државниот јавен обвинител. Имате ли аргумент со кој што можете да кажете нешто конкретно за личноста и делото на овој предлог? Доколку немате, баби, жаби, мешање, се во една маштеница, префрлање од ракав или расфрлање со пердуви со информации кои што се полувистини или комплетни невистини, создаваат само дополнително негативен впечаток за Македонското собрание. А почитувана јавност, Македонското собрание не е само демагогија и не е купи ден продај. И не можеме така да злоупотребуваме собраниската говорница. А она што го стекнавме како институционално искуство, треба добро да го примениме и добро да размислиме пред да донесеме одлука дали треба некое законско решение или некој предлог да го поддржиме или да ги отфрлиме. Тоа е нашата задача овде. Бидејќи, доколку се отврли правдата комплетно, знаете и вие, колега, тогаш државата станува анархична. А јас тоа нема да дозволам да се случи.